Добар ден, добар ден, добар ден. Сабота повторно одиме во живо со корупција на удар. И денеска имаме интересен гостин, малку ќе зачестиме со емисиите, затоа што, почитувани гледачи, тоа вие го барате. И ќе гледаме да имаме шаренолики гости, односно да имаме гости од сите аспекти на борбата против корупцијата. Денеска до мене е најпознатиот независен борец против корупцијата, професор, доктор, автор, директор, глумец Сашо Тасевски. Значи, Сашо е коавтор на емисијава и ќе го гледате во секоја емисија, освен ако треба да оди на забар. Значи, обично тогаш отсуствува. Или на психијатар. Или на психијатар, а обично е со видеоролните, тој е психијатар, но да не должиме, денеска имаме еден интересен, ексклузивен гостин, веројатно најпознатиот македонски актер, продуцент и режисер во Холивуд. Јас друг не познавам. Имаме режисери доста, имаме и луѓе кои што биле кандидати за Оскар, но во Холивуд ниеден од нив не живеел, не работел и не творел. И во последните 8-9 години председател на политичката партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добре дојде, Јорго. Благодарам многу, благодарам на поканата. Дечки, драго ми е да бидам тука со вас и да зборуваме на разни теми. Вака сега. Значи, првата причина што го поканивме Јорго да биде тука со нас е затоа што Јорго, може Јорго, така? Да, сигурно. Да, ќе одиме на ти. Гледам некои подкасти, прво ќе се договорат на ти и после пак ќе си заредат на вие. Ама добро, ја и Сашо сме така, што се вели, повеќе на ти, по интимно да биде, за да можеме и да прашаме тоа што не треба. Што беше идејата што те викнавме? Едноставно, кога ќе ги отвориш македонските социјални мрежи, кога ќе ги отвориш македонските екрани, ти си веројатно најпродуктивниот и највиралниот борец против корупцијата во Република Македонија. Значи, тебе ти има секаде, тебе ти има буквално на сите, да кажеме, места каде што корупцијата произвела да има отпад, да нема асфалт, да има погрешни политики. Не зборуваме тоа што си политички председател на одредена политичка партија, која што е од оние помалите партии, но релативно најпозната од таа групација. Туку си највирален тип и кога ќе ги сретнеш луѓето на улица велат: Јорго кажа, Јорго зборуваше за ова, Јорго ова го сними, Јорго ова го направи, Јорго имаше постер некаков на Facebook за ова. Некако луѓето сите те си забележал, Сашо, за таа работа. Си имал прилика. Да, сум ги следал, има и организирано и собирања за анимирање на луѓе низ градов, негде низ населби, низ плоштад. Да, имаме и протести. Да. Организираме све што е потребно во. Мене тој сегмент ми даде еден потик и во мојот со Сашо велиме ајде зошто да не те повикаме, затоа што толку проактивен човек, нема да речам дека си стар, ќе речам дека си повозрасен, толку витален и ангажиран околу борбата против корупцијата, едноставно мора човек да има респект кон тоа. Од каде доаѓа тој порив? Што е генералниот мотиватор толку да се бори? Затоа што генерално се она што го критикуваш во основа е корупција. Па биде наставна работа, јас како македонец пред се, човек кој што е роден во Македонија, битола, тука студирал, завршил факултет економски, бев првен спортиста, репрезентативец на поранешна Југославија, многу кратен првак во Југославија, полутешка, апсолутна категорија. Така. И со југословенската репрезентација имам усвоена крупна конкуренција, трето место во Европа, пето во светот. Учител имав од Југославија, имав и од Јапонија. Стекнав нешто што треба човек единствено да го прави е да биде чесен и хуман. Број еден. Јас кога дојдов пред 9 години да се преселам, да живеам во Македонија. Ти си значи дојден тука, преселен се. Да, живеам 9 години овде. Америка, комуницираш? Да, јас одам месец-два годишно, имам таму син, имам внуки, имам фамилија. А пасош имаш американски? Имам амерички пасош и сум многу горд на тоа. Не, иначе луѓе ти виде Трамп, ќе ти рече не. Види, Америка е чудо нешто, но за тоа ќе зборуваме. Да се вратиме на прашањето. Кога дојдов овде, бидејќи заминав пред 40 години, да речем,
бев тотално разочаран од состојбата што се случува. И комуницирав пред 15-20 години и со премиерот Груевски, и со други луѓе сум комуницирал за нешто добро, бидејќи премиерот ме повика да дојдам да помогнам јас како продуцент. Имав 2 продуцентски куќи во Холивуд за производство на играни филмови. Ајде, дојди, молим те, помогни, ти си битолчанец во Битола. Во Битола се снимаат скоро сите филмови, да. Градиме некој филмски град и така натам, некој студио. Така е почнала мојата приказна, но брзо видов дека овие луѓе не му мислат добро на Македонија, вклучувајќи и премиерот, се разбира, партијата ДПМН, партијата СДС и други партии како ДОИ и така натаму. Збориш се, извини, за времето кога дојде Груевски на власт. Не, зборува веројатно за пред 9 години кога дошол. Кога дошол за филмскиот град која се правила за Битола. Да, ама тој дојде во Америка со нашите владици таму, тоа зборувам пред 15-20 години, пред да станам премиер 2006. Значи, убор кажав пред 20 на година, ајде да дојдеш, сакаме да правиме филмски град, ама вика, не сме сега моментално на власт, треба да ја преземиме власта и... Унапред гледал, баја ги унапред гледал. Добро, човекот нормално си гледал, но независно... Ама ракле беше за филмови. Во 2011, ствари, кога дојде на власт 2006, стапиме во контакт, дојдов овде да видам, што да видам. Ова е хаос овде во оваа држава. Јас сум амбициозен. Извини што те прекинам, што виде? Па види, пред 20 години видов една уништена држава. Видов народ кој што не се смее, јас сум битолчанец. Битола, знаете, на широк сока кој ќе има гужва. Јас што велам за Великден кој ќе излезат има 20-30 илјади луѓе на широк сок. Тоа го нема ни Скопје, го нема нигде во Македонија. Имаше некои срби интелигентни луѓе, баш глумци беа. Вика, нисам видел болje град неко Битно, каже. Ова е чудо, вика, како седиме во кафичите и знаеш, убаво е да видиш народ, така. И гледам дека владе на хаос, голема сиромаштија и да не зборувам во делот на здравството, болниците и така натаму. Економијата, фирми затворени, бидејќи јас заминав од тука пред 40 години, 87, 39. Добро, ама нели е тој шок, да речеме, и нормален кога ти доаѓаш од Холивуд? Од еден вид богатство, од еден вид... Јас колку што разбрав во прелиминарниот разговор со тебе, пријател ти е Ал Пачино, пријател ти е X таму актери, глумци, и сега најнаш кога тоа богатство кога ќе дојдеш во Македонија и нормално човек да се разочара. Не се работеше за тоа, затоа што јас се сеќавам кога студирав во Скопје, завршив 80 Што има завршено? Економски факултет, 1980 завршив факултет, мене ми беше професор по развој Клюсев, бевме многу добри пријатели. Значи првиот премиер. Да, ми овозможи да отворам на економски факултет, ми ги даде просторите, одма кој ќе влезите сега има од десна страна канцелари и вика Јорго, ти ќе имаш на факултет економски, се разбира бесплатно све да тренираш овде. Не ги даде тие простори и го крстивме ние, моја карате клуб, економисти, бевме многу јаки, бидејќи Мричо Пеловски беше со нас во екипата, кој што е врвен и беше врвен и сега. Так. И така натаму. Значи, види, моето чувство е нешто посебно. Јас очекував, бидејќи тоа време во развој, баш еве преку господино професор Клюсев, јас тоа многу сакав развој. Развој е нешто најважно. Јас мислев дека како во времето на Тито, дека нашата Македонија ќе оди напред, што е нормално, бидејќи знаеме после 45-та војната 1945-та све беше разрушено во Југославија и скоро и во Европа. И не само Тито, значи таа цела комунистичка приказна што беше комунистичка, вика тој беше социјалиста, не беше комунист, не беше диктатор како некој сака да го пиши. Значи ние одевме економски напред, фабрики се направи, болници, патишта, се. Чудо нешто и одеднаш гледам нашата Македонија оди назад, зошто бидејќи ние сега имаме независна држава. Добро, ама си имал добар период за обсервација, зашто 91 си дошол 2006, така. Значи Јорго, ти како каратист, влюбени го каратето, врвен каратист, дојде во Македонија пред 14 години и виде дека овдека владее карате економија и тоа не ти се допадна. А како каратист не ти се допадна таа карате економија. Ама не е таа карате, мајгери е таа. Дали е тоа ова добар израз да се смисли ново економија? Не, мајгери економија. Секој прави мајгери. За жал видов. Добре, гледа. Не, Сашо е фантастичен. И го ценам и како човек и како глумец и се. Кога почнав со карате да зборам, вака се усилувам и гледа дека се што ќе ме прашаш. Не, добро, види, ама луѓе имаат
Имаат уплав од тебе, бе, брат. Мислам, како да ти кажам, не знаат што ќе добро. празиш. Не, ја го поврзав ова ми интересно. Не, ама одите. Податокот кога кажа ми даде Клјусев простори, формиравме клуб на факултет и го крстивме економист. И од тука ми текна на карате. Да, Ама ова карате мајгери економија, секој сече, така. Па, видете, во нормално во една држава за да оди напред, две работи се важни. Да се намали максимално криминалот, корупцијата, нормално, поготово политичкиот криминал, because се овозможува, поддржува, стимулира стопански криминал. Не да зборуваме за некоја урбана мафија, како сакате да наречите, не постои урбана мафија. Таа е креирана од градоначалници. Предходниот гостин рече таа била градежна мафија, така е. Добро, нека биде градежна мафија, термин ајде да најдеме правилен термин и јас сакам да се изразувам колку можам максимално литературно. Нека биде и градежна мафија и урбана мафија, јас секогаш велам не постои мафија, градеж. Извинете, градежна урбана. Зошто? Таа е креирана од политичарите, од власта, од владата, од градоначалниците и советниците. Кој го менува Дупо на Скопје, го партал го направи Скопје, го бетонизира, го уништија. Споревме за тоа минатите. Да, не значи ќе зборуваме што нормално. Не, ако зборува се само да ти ти кажам си даваш свој факт ти тоа е кажам добро, дека да. зборевме за тоа, пошто и мене тоа многу ме загрижува, затоа што гледам дека Скопје е умрен град, дека Господ више не може да помогне. Види, може да помогне. Можеме сите заедно Скопјани и Македонија народо и може да помогна демократи се разбира, али јас пак викам мојта е во народот. Значи да не се лажиме, не постои политички субјект што доаѓа на власт така. Не може да укради 500.000 гласови, председателката доби 500 и нешто илјади гласови. Не може да ги украдиш 500.000. Не, мораш да ги добиеш. Значи народот треба да ти ги дае граѓаните поточно, ајде да се изразам, гласачите. На Македонија или конкретниот случај град Скопје лани како што имаме локални избори, кој стана градоначалник и советник, ние како избирачи од општините гласачи ги гласавме. Кривицата е во нас, ако нон-стоп ние гласаме неспособни луѓе. Да не навлегувам колку крадат или не, јас секогаш велам дека иницијативата, мојата приказна за ова што реков, не постои урбана мафија, таа е креирана градежна мафија од политичарите. Точка, тоа е таа дефиниција. А не само таа, туку и подземната мафија мора да се подпира на лостовите на моќта на власта. Некако многу интересно ова, сите луѓе што доаѓаат и во нашиот подкаст, а што се поврзани со политика, на исто место ја лоцираат. Дека е поврзана фактички со политиката. Тука е главната спона. Тоа е организираниот криминал. Па, ова што кажа, Сашо, подземната мафија, во подземна мафија припаѓаат сите криминалци, не значи дека сите се политичари. Значи, зборуваме, ние денес го поплавивме, баш читав нешто денес страшно, околу дрогата. Значи, во Тетово, во Гостивар, фатиле деца, малолетни деца, полицијата кај што припрема дрога, пакува дрога. Пазете. Па до кај сме ние дојдени и сега, дали е центарот на дрогата Тетово, Скопје, Битола и така натаму, тоа полицијата ќе се утврди, но за нас, пример, она што реков, треба да се бориме против криминалот и корупцијата. Само извините. Не, слободно. Само ќе те потсетам, ти си човек од Холивуд, се знаеш лично со Ал Пачино, што е приказната за Серпико? Што е приказната за Серпико? Тоа е точно. Тоа е вистината приказна за еден детектив, инспектор во њурешката полиција, кој што намирисува дека е корумпирана максимално и кој што заради тоа за малце го губи својот живот, затоа што не ќел да отстапи од своите етички принципи како полицаец, дека треба да му служи на народот. To protect and to serve. And to serve, to protect and serve. Така. Може ли да предложам, бидејќи си ти врвен глумец и и писател и што не си, кај нас имаме фантастични глумци, ние треба да направиме филм, игран филм, за ова што ни се случува во Македонија, криминал. Како да се вика, било еднаш во Македонија. Значи, не. Сакам да кажам, не бараме помош од властите, бидејќи тие нема да ни дат кои да се на власт, бидејќи повеќето пола се, ретко ќе најдеш некој чесен, има чесни исклучоци, се разбира од некои политичари, само тие не можат. Нашата држава 35 години, знаете вие дека е функционира и живее со помош на криминогени структури, политичари, криминалци се здружуваат, затоа имаме толку дрога. Во една држава од 1,5 милион народ,
одма се дознава кој како што. Не сме ни Лос Анџелес 20 милиони или Истанбул 20 или Токио 37 милиони. Луѓе, не можам да замислам, а можам се разбери сите, ние 37 милиони замислете во Токио. И ти сега таму треба Серпико што го кажа во Њујорк како Њујорк преку 20. Добро, ми таму не е сјајни, таму има јакузи, таму се поврзани политички. Добро да има таму милион банди, тоа не е спорно. Ама, рековме, Еквадорски, колумбиски, било Добро, како. јас друго сакам да те прашам. Еве сега веќе ја отвараме темата, полека се загреваме. Нели е тоа добро овие младиве што пакувале дрога? Пошто знаеме тоа функционира секаде на исти начин. Тоа гледавме и во Колумбија, жените ги се облакаат за да не крадат од дрогата и голија пакуваат дрогава. Сега нашиве не знам дали покупање ја пакувале. Значи, извини, ќе Али ја мислам дека е добро тоа што ги фатиле. Извини, ќе Повели. се уфрлам. 2000, не знам која година, 13-14, кога се отвараше градскиот театар, кај што е МКЦ, функционираше некоја година, 2-3 како градски театар, на отварање игравме Р од Плевнеш. Да. Пројковски беше режисер и нормално пред премиера беше овој Болис беше го водеше театарот, овој од Трубачов од Вакфо и ова. И пред да биде премиерата, отидоа во полициска центар да побараат интервенција дента кој ќе биде премиерата, отварање на градски театар, значи ќе доаѓаат тука овие високо позиционирани од власт и така натаму, да ги тргнат проститутките кои што дефилираат тука пред МКЦ и телевизија. Значи буквално командирот или началникот на полиција им кажал добро, остајте да разговарам прво макроата да ги замолам и ја мислам дека ќе средиме работата. Ова е жива вистина, луѓе. Жива вистина. Ова не насмее. Што правиме? Не, ова е жива вистина, зашто мислам сите знаеме дека е тоа така. Затоа е многу моќна приказната за Серпико, затоа што валканите значки, валканата власт секаде во многу земји не е тоа ништо чудно, ништо необично. Јорго веројатно тоа го гледал често во Америка, но тамо колку и да е таа голема земја, сепак се не знам он тој треба да каже дали тамо функционираат тие како се викаат контролни тела во одредени битни институции како што се полиции, војски, ово она кај што Натрешна контрола. Да не се случува ова што за сега за кое што правиме. Сигурно види Америка е на друга. Мислам Америка, еве ја кажувам кратко, да не викам Соединетите американски држави. Америка е нешто посебно, тоа е чудо на планетата. Значи има таму и криминал се разбира, има се. Но на 350 милиони нормално ти има криминал, дрога, има се има. Но таму ако те фатат, не можеш да се извлечеш. Не дека си политичар, не дека си ова. Значи ако те фатат, многу можам слободно да кажам од политичари па и до полицајци. Гледам познати личности од Холивуд, те фатили, ти одиш затвор. Еве го е Пав деди го изгореа. Нема милионер, милиардер, тој Пав деди беше мислам милиардер. Значи независно колку си популарен, друго е што е многу важна работа. Полицијата во Америка и таму и сегде во светот, значи не може 100% да се уништи криминалот. Дали е полиција во суство, но многу е помалце застапен затоа што казните се сурови и големи. И не можеш да се извлечиш како што рековме и што каже Оливер. Значи јас земам доста примери од Америка, бидејќи пола живот таму сум го поминал и доста читам и ме интересира, знаеш, дали закони, дали ова, дали она, и да се примени нешто во Македонија, а и се разбира и од други држави, како што е пример, зборуваме за образование. Па тај примени ако велиме дека најдобро образование има во Финска, пример, во Јапонија примени го тоа, адаптирај го на наши услови и менталитет. Да се вратам назад на реалноста, е дека тешко може да се зборува за Америка, само едно можам да кажам, тоа е светлосни години напред, понапред од нас и од многу држави во свет. Само да докажам ова, ние сме 1,5 милиони народ, бидејќи можда бевме 2 милиони, нешто луѓето заминаа од маки. Да, сега не верувам дека сме 2 милиони. Не, да, сигурно. Сега ние на толку народ и толку мала географски држава. Замислете, јас секогаш замислувам, бидејќи иновациите доаѓаат ако мислиш со главата. И визуализation, што ви кажеме, да, визуализирам, затоа што јас секогаш замислувам, ако имаш честни политичари на власт, тие се моќни. Ти не можеш да имаш честен, тебе да земиме премиер, председател, влада, министри,
и ти ќе му мрдаш еден капетан таму во некоја полициска станица во Дебар или Битола и ќе му правиш ескиваци, нормално ќе те смени, а ако се занимаваш со друго и ќе те затвори. Да не зборам за судството, за јавното винителство. Значи, почнуваме секојаш од главата, тоа се политичарите. Во собрание, што закони носат? Тоа е катастрофа. Пред 2,5 години донесоа, го променија ние демократи, јас како човек што викам криминалниот кривичен закон. Ние немаме криминален законник. Ние имаме криминален кривичен законник. Си ги намалија казните за да се зачуваат милиарди. Неказнивост, има и ставка за неказнивост. До 5 години ти можеш да, до обвинение за 5 години ти можеш да куртулиш и со условна казна. Така, така ако е. добро Да, така е, така е. И сега ние што зборуваме, јас оваш да го се вратам малце на почетокот, мене ме мотивира Македонија да биде држава како што ние како граѓани заслужуваме. Да почнеме од криминал, да се сузбие нормално, максимално, да имаме честни политичари, да имаме честни раководители, функционери, да имаме честна полиција. Ние имаме фантастични полицајци, суди и јавни обвинители. Ова 2%, 1%, тоа е приказна за мали деца, го туркаат политичките криминални партии, кога се во опозиција, судството сега доверба 1-2. Шо само 1-2, 98% се нечестни суди, не е точно. Имаме честни, имаме се. Но... Добро, Јорго, извини, морам да те прекинам, што е интересно збориш и знам дека ќе имаме милиони одговори ни прашања. Еве, ти си прв викаш, не е точно, тоа е вика мит што се пропагира од партиите кои што се криминални и велат дека нема доверба во судство 1%, 2%. Еве ти најново, Јорго, пред 2 дена ослободителна, тоа е спаѓање на обвинението за ова што беше за модуларните болници и за модуларната болница во Тетово и за пожарот и за све падна обвинението во вода, додека Јорго 4 години 5 наназад си сведок, слушаме Филипче е крив, Андјушев е крив, има унив криминал, истражувачки новинари како го докажуваат тоа од не знам кој става на црна листа Америка. Сите викаме, дајте уапсете го, в денот ќе дојде, ќе бидеш уапсен, ќе бидеш, на крај добива паѓаат сите обвиненија во вода. Јорго, у ситуација, дали таков пример има во Америка, да се случи пожар, смртоносен, во кој што гинат луѓе, а никој да не преземе одговорност. Освен тамо двајца лекари што ги обвиниле кривини дужни, што обвиниле некој кабел продолжен ставиле негде, а нема одговор на тоа како тој продолжил кабел, спојот направил цела таква болница да изгори за 1 минута со се живи луѓе внатре. Еве, ајде објасни ми, кажи ми, која добра, каква добра имаш? Така, јас кога го кажав 2%, ние зборуваме 2% доверба. Него мислам, јас не мислам дека 98% суди се криминалци. Добро. Океј, добро. Тоа го имаат кажано и некои адвокати наши во подкасти. Тоа не е заверување. Да. Сега пак кој го тоа стварно го има измерено статистички дека само 2%. Не, тоа е мислење на народот на анкета. Ова што е поважно, Сашо, што начина за баш ние вчера, мислам или денес, пуштивме за ова што го кажа за модуларната болница во Тетово, 14 луѓе живи згоре. И ние велиме кабело е крив и така, а па ја потенцирам и наслово е дека во стило криминалното јавно обвинителство не најде никој кривец, што кабело е крив. Значи, точно што го кажа, тоа е што сакаме да се бориме. Бидејќи таму ако има 2-3% од сите суди, 5% тие влијаат многу негативно на судството и јавното обвинителство. Еден пример ќе ви кажам. Во Америка зборуваме за дрога. Мексиканците, тие сите со дрога. Не е точно дека сите со дрога. Има мексиканци фантастични, бизнисмени, домаќини се. Ама ќе фатате на мексиканец, црнец, тоа. Жигосуваат цела популација. И овде исто и белреци што да биде. Тие, знаеш. Пример, во Лос Анџелес, тие сите, 20 милиони народ со цела околина луѓе, што сите ние има супер луѓе. Тоа треба да се уништи. Не може да нема кривец. Кабело не е крив. Тоа сакам да те прашам. Може ли у Америка да се случи за ваква работа да нема кривец? Не. Мислам дека не може. Ја не сум видел таков пример. Прво тие има такви способни луѓе што прават истрага. Благодарам за зборот.
Истрага, тоа е чудо нешто. Ма кај нас обвинителството го отфрлаа. Ама видете кај нас нашето обвинителство одредена група на обвинители се корумпирани и криминалци се. Посочениот Абази, обвинителот кој што Абази, пример Абази, еве са јавно ќе кажам се повлекува, па не знам што. Прво за него ќе го повикам, прво треба да му е срам да не најди кривец. Тоа е главното сега, ајде. Срамота е ти на 14 жртви, кој знае колку повредени, да немаш кривец. Виновник по право. А може ли да ви го дадам образложението на обвинителството? Сигурно. Значи, обвинителството вели вака. Во време на ковид ситуација, владата побарала пари, кредит од Светска банка и под услови на Светска банка, значи специфични услови кои што ги дава Светска банка, се направени 3 модуларни болници. Значи едната е во Скопје, едната во Тетово и има уште една мислам во Скопје. Не, во Скопје кај пулмологија. Таа во Битола е финансирана од државата. Добро. Значи, се работи за кај инфективно, кај пулмологија и оваа во Тетово. Распишана е тендерска документа, односно не има тендер, заради тоа што во специфични ситуации како што е ковид и пандемија, во тој случај Светска банка предвидува одреден вид на понуди и одредена процедура. При таа процедура не се прекршени никакви правила, се било по процедура, дадени се парите, најден изведувач, случајно тој изведувач е фирма на бившиот вице-премиер, кој што е на црната листа на Америка, подоцна ставен, бидејќи американците веројатно во нивната истрага знаат нешто повеќе. Па како што и се случи и за некои други луѓе. Не бите ставиле на црна листа американците. И сега, при контролата и при контрола на експертите од Светска банка, тоа е образложението на обвинителство, јас го читав денеска. Велат дека целата процедура си е во ред и дека нема никаков проблем и обвинителството се повикува на таа процедура. Ја поставам едно прашање. Градиш модуларна болница. Во моментов таа модуларна болница постои опасност од пожар во секој момент. Значи не само од кабел. Значи било што, кислород имаш, било што, имаш шокери, имаш нема везе, да. Кога се прават такви објекти, независно какви се правилата, во светот постојат многу ефективни и ефтини премази и материјали кои што горат во рок од 5 до 10 минути подоцна од обичниот материјал. Значи задржуваат можност да се излечеш, да одиш, да бегаш и така натаму. Тука треба да понеси инвеститор. Зошто таа модуларна болница или било која друга е направена од обична тоа е муабетот и на истражување. Ти ако ставиш стиропор на студио, знаеш, филмски студија. Да. И ако ги впериш оние стари рефлектори кои што греат, ќе се запалиш кога тогаш. Да. Затоа бараш ладни рефлектори, бараш модуларни, стиропорот го менуваш со несогорниви материјали. Овдека наеднашка се е во ред. Јас морав да ви ја објаснам затоа што знам дека и ти си надлезен под написите што ги гледам, но и Сашо го третира истиот предмет во своите видеоролни со многу голема сериозност и со многу големи зошто. Што мислите вие за ова објаснување? Значи јас буквално ви го цитирав во 6 точки. Да кажам вака нешто што спомна за материјал 5-10 минути. Во Америка повеќето куќи се градени од дрво. Таму има материјал третиран, хемиски, што не можеш да го запалиш ни 2 сата да гори. Значи, ние нашите болници или тие модуларни болници треба да се градат по стандарди. Стандард за противпожар, стандард против земјотрес и за тие сите работи. Значи, градително направи капитална грешка и тој треба да одговара кривично. Кривично. 14.000 жители. Кој бил надлежен, директоро, министеро за здравство и така натаму. Значи, треба да се открие, да се направи целост, не само да се вика Филипче да лежи во затвор, не знам кој да лежи во затвор. Не, тие флоскули, тоа е флоскули, ама ако некој е крив и јас да сум министер, што не ме затвора? 2,5 години се на власт овие. Значи, што не ме... Не е само за модуларната болница. Ние зборуваме, дојдоа на власт, ова власт, да помане, јас ја викам да помане, не го викам вам. Добро, премиерот рече дека ќе постапкава може да се повтори. Не, тоа е во ред што рече премиерот. Друго ми беше зборувам. Аха, извини. Значи, зборувам дека ако и сакаш да бидеш ефективен, јас критикувам за добро, не е само да кажам лошо за премиерот или за
не знам кој Ама не, министер. личната навреда никогаш не е Не, ние бараме, зато јас се борам за ова и зато се формирани демократи, да направиме нешто што ќе биде добро не само за нас, не е онај демократи да дојдат со 1000 пратеници. Приказната е дај да направиме за наредни генерации, за 200, 300, 500 години. Дај бе патот да го зацртаме. Пато е ова. Ако јас сум министер МВР, како Панче што е сега, ако ти и некој друг и Сашо сте во јавното обвинителство главни, ќе си поведиме постапка, ќе си испитуваме, ќе си викнеме ако немаме способност странски фирми. И ќе се испита кој е крив. А не ние одиме на избори, овај убиец, ова она. Па добра, ако е убиец, што не го затвориш? 2,5 години, зошто не го затвориш, Филипче? Тоа ми оди на нерви, што во борбата за политички поени ќе се нагрмадат 1000 обвиненија кон некого, крив е за ова, крив е за она, виновен е за ова, виновен за она. Ќе дојде моментот, дури на некој обвинение ќе му се направи, кој ќе биде ослободен од обвинение, тогаш е големо разочарувањето кај сите, затоа што гледаме дека принципот на неказнивост не важи. Дека одеднаш сите обвиненија паѓаат во вода. Еве го добро што спомна, еве го случајот со Артан Груби. Го бркаа, избега, го вратија и сега му е склопено обвинение кое што го терети само за 5 години робија, тоа значи дека може истиот да биде условно пуштен. Зашо правиме му ова? А првичните беа, ако се користеа политички поени, првичните беа обвинување 10-15 години, тоа Бехтеленка, тоа Гласајте за нас. Ова Ивана. Еве кажа за Бехтел. Пана истото. Бехтел и Енка во опозицијата да помане заедно со нивните коалициони партнери, одустана излезе Бехтел Енка. Јас се морам слободно да кажам, едната компанија е америчка, другата тие се големи компании, градат по цел свет, другата е турска и се одеднаш као криминалци ги направивме. За да добиеш поени, за да дојдеш на власт. Добро, дојде на власт. Сега, што ми е, зошто почнувате пак исто да работите со истиот договор? Ако стварно е криминал, сте на власт, имате мој да докажете. Значи, кај нас проблемот е следниот. Најголемите политички или стопански криминалци се обогатија и тие не лежат по затвори. Дали имаат многу пари, дали подкупуваат суди, јавни обвинители, дали влијание од владеачката политичка структура, која и да е. Значи, она се враќаме назад, што ме мотивира секојаш да се бориме против овој тежок криминал, да се бориме против оваа држава. Оваа држава може да биде на мала Швајцарија, се зборува, секојаш зборувавме за тоа. Ние зошто на 1,5 милион народ, 200 километри Битола до Куманово, луѓе со добар автопат се оди за сат и 20 минути. И ние не можеме да ги фатиме нашите криминалци. Кој да дојде на власт, доаѓа со таа приказна и затоа ние ко демократи велиме и нудиме, се разбира, промена на криминалниот кривичен законник. Овој законник го сметаме апсолутно кривичен законник криминален, бидејќи му возможува на криминалците функционери, криминалци да. Добро, вела дека, извините, прекина, вела дека законите како што се напишани, вклучувајќи и кривичниот законник, дека е тоа напишано by the book, дека е тоа напишано кој што треба. Туку дупките се наоѓаат после. Во обвиненијата намерно лошо направени, во намерни грешки, во процедура, катастрофални приводење на судска постапка, тука паѓаат обвиненијата. Точно. Ама сега ајде додиме 2,5 години кога промени овој криминален кривичен законник. Си ги намалија казните. Тоа да, мислиш на тоа, да, види, тоа да. Се што се случува, му пропаѓа делата почнувајќи од премиерот, бивши поранешен, поточно Груевски, му пропаѓаат на Сашо Мејалко, му пропаѓаат на Камчев, му појќи на Боки. Па гледате, Боки е циркузант, човек кој што ни е идол на некои млади луѓе овде, на место Сашо да биде и некои други врвни глумци, пеачи и така натаму, спортисти, научници и професори и врвни лекари. Секој што е квалитетен. Ние овде кај нас што негуваме, ама тоа доаѓа, пак ќе кажам, нема бранење никого. Има да се критикува додека не се коригират. Јас шо викам, сакате во коалиција со демократи, не е битно кој. Овие се точките, ова е меморандумом како може да работиме. За национални интереси зборувам на Македонија. Бидејќи ние имаме многу теми да зборувам. Ние мораме, сакаме или не, зборувам ние народот. Да ги критикуваме добронамерно и што е уште поважно, да нудиме решение. И никогаш во живото, ни еден во Македонија граѓани не смее да каже нема никош ова да се промени, не може ова да се промени, затоа што тоа влијае на луѓето, многу влијае на луѓето,
секако повеќе од масата народот, да речеме одредена група од народот, е апатична, депресивна. Затоа е апатична без Ѓорго заради ова што го збориме е апатична. Е тоа, па сега вака, ќе те прашам нешто, а водител си се разбира тука. Како ние ќе промениме, а мораме да промениме? Значи, ние мораме, затоа спомнав сега, малце да Добро, се јас мала дигресија. Овдека очигледно дека фали правда. Па фали огромна. Нема правда. Па нема. Па како ќе дојдеме до некаква правда? Па Има ли некаква идеја? Еве не знам, ти нафрли идеја некаква. Сашо, имаш ти некаква идеја? Како да дојдеме до таа правда? Конечно. ние Сашо нека каже, па не. Немаме правда овдека. Јас мислам дека Овдека има правила, но нема правда. Јас мислам дека овде почетокот на сите наши проблеми и на ова што го живееме е во зората на создавање на оваа држава, тогаш е засадено дрвото криво и мислам дека од тогаш некој, јас моја интуиција, тоа мое чувство, дека некој над нас намерно на било кој начин се обидува да ги постави така фигурите на шаховската табла во Македонија, да немаш прогрес, да немаш правда, да немаш ништо. Јас вака, Моја мислење. знаеш што ми падна прво на памет? Сега Јорго извини, мала дигресија. Сега ти велиш некој над нас. И кога ти кажеш некој над нас, луѓето мислат обавезно на Странски сили. На странски сили и тука веднаш се спомнува Европска унија, се спомнува Америка, се спомнува, не знам, Холандија, Германија, Франција. И сега јас вака велам. Само делата се вистина, факти. Па таа Америка ни даде 3 милиони или 30, не знам. Не ме зима, и 3 се многу, и 30 се многу, ни даде за обука на обвинители и судии во изминатите 10-15 години. И што имаме? Кажи, еве, ај за специјалното кажи. Кој го создаде специјалното? Америка го создаде. Во ред. За кого даде Амин да биде главен специјален обвинител? А кој го предложи? Кој го предложи? Кој? Америка ја предложи Катица Јанева? Не. Ама ја аминуваше. Ја знаеш процедура. Да, она ти аминува. Она ти вели, ви треба специјално јавно. А што мислиш? Американците Јорго ќе каже. Ама не, дали американците имаат јурисдикција? Чекај, не, друго. Они може да речат, се согласуваме. Не. Се согласуваме. Вие си го избравте, се согласуваме. Која направи пржинската влада? Ние. А они рекоа се согласуваме. Сашо, не прави, ти правиш дигресија. Ние сме кабает. Не, друго сакам да кажам. Ги знае Јорго работите. Значи, што мислиш ти? Дека американците се глупави, дека не играат 5 потези однапред, дека американците не ја провериле претходно 10 пати Катица Јанева која е, што е, колку е капацитетот, дека не провериле која составува пржинска влада, дека не знаат унапред што ќе значи пржинска влада. Ама ти сега го преюдицира. Еве не знаеле кога давале пари за обвинители и судии. Не знаеле. Може дека ќе искочиме криви, дека ќе извадиме. Оливер, да кажам само нешто баш. Не ги бранам американците, ама ја не ги ни бранам, не ги ни напаѓам. Ама едноставно ние све велиме виша сила. Ние сме бере луѓе кабает. Од нас е неквалитетно судството. Ние сакаме да зимаме аванта, сакаме да ставаме во джеб. Ние, кога велам ние, не велам македонци, албанци, турци, се исти куп. Се исти Франкфурт на Мајна. Тие надкажуваат, извини само ќе те прекинам, тие надкажуваат еве ги фигурите со кои што ќе играт. Доволно. Све си направи. Значи ти даваат пари? Не, фигурите, не зборам за пари, фигурите ти. Не, во ред. Ти даваат пари, ама ти ставаат и килав некој. Апсолутно да. Еве сети се на Југославија. Сети се на Југославија како се разбира. Не, ова е добра дискусија и треба да има здрава дискусијата, зашто некој некаде ќе ни одговори, ќе рече не е така. Вака е, ме разбираш? Јас мислам една работа. Големите сили како што е Америка, Русија, Кина, Европа и така натаму. Тие си имаат своја политика и секој ќе си има. Интереси. И ние треба да си имаме свој политика и интереси. Кај нас во Македонија, јас не ја гледам причината, притисоци од странство и така натаму. Нашата причина доаѓа од натре. Значи, нашата борба треба биде фокусирана на политичарите, криминалци, судите, криминалци, полиција и кој да е. Што ова држава е држи во заложништво. Тоа значи, кога ти доаѓаш на власт, 35 години се повторува, ги окупираш институциите. Еве што е криминал тежок. Прво партиските вработување. Квалитет нула, зато нормално луѓе доста млади и повозрасни заминуваат, не може да го издржат овој криминален тру, корумпиран систем, овој цел систем, што викаше Џо Бајден председател. Ако имаш
криминален систем и најдобри луѓе можеш да ги корумпираш. И да ги расипиш како така. Ние имаме многу луѓе, доктори на науки, не дека тие се врво, денес како што дојде купува дипломи, тоа ништо не значи доктор на науки, за жал. Но има фантастични учени луѓе, научници, новатори, спортисти, бизнисмени. Па тие не може да дојдат овде и да работат ако не дај Боже отвориш фирма и да не си со тие владеачки партии ќе те уништат. Ако сакаш има и 20.000 вработен. Но да се вратиме назад, Америка, сад само малце да ви кажам за Америка. Сум живеел таму и уште се сметам, одам, идам и како втора земја. Значи Америка во живото, граѓаните на Америка, политичарите што ги знам лично, никогаш лошо немаат кажано за Македонија. Напротив, сака Македонија да обстани како држава. Америчкиот интерес е Македонија да обстани како држава. Не Бугарија, Албанија, Србија, Грција да не делат како што има приказни Не, добро е, тоа се потврди и со еве некои сега изјави на некои албанци кои што за време на војниот конфликт, јас помнам многу добро што беше, како беше и Сашо помни, кои што им рекле утре ќе седнете на маса, не може вака. Значи независно со приказните кои што не се едноставни дека таму имало вакви, такви и онакви, јасно е ако некој сака Македонија да се води војна, две улици блокира и тука ќе настане хаос. Зборот ми беше дека сакам да потенцирам големите суперсили, она што го кажа, си имаат своји интереси. Ние сме многу мала држава, за да може да влијаеме на нешто, но ако знаеме да сме добри, ајде да речем, и дипломати, да не речем политичари, да сме добри дипломати, може да бидеме пријатели со цел свет, ние не треба да креираме непријатели, со тие што ни помагаат на дело, не само пари да ни пушта некоја во пола милиарда, бидејќи ова што кажа, баш Анџела, ова што беше, што замина, пред година дена, скоро амбасадорката кажа дека инвестирале во последните 30 години, замисли, во судството 100 милиони долари. Не. Еве го податокот. Ако нека, јас мислев дека е 500, на фокус читав, па така го разбрав. Се извинувам. Значи множина е стотици милиони долари. Значи, та рече 500 милиони, но не е тоа битно. 500 милиони долари реформи во судството и ти да немаш реформа. Парите се украдени, значи ние, нашите злосторници, дали се суди, политичари, нема милост за никого кој што уништува држава. Оти ми го уништува мене животот, ми уништува животната средина, ми ги претвори болниците во мртовечници, ние уништи економијата, ни ги протера децата. Син ми, сопругата е лекар, сакат, вика, дај да донам таму да отвориме некоја приватна болница, нешто, вика, да даваме подобри цени, не скапотија, вика, доволно се заработува. Не да одиш како лудак, да одиш таму и да го одериш некој. Сите пари некој. ги оставаат во приватното здравство, затоа што свесно беше јавното здравство уништувано со децении. Нормално. Значи тоа, значи што е цела работа, дај луѓе да се свестиме, да ја бараме причината што е вистина овде, да ја бараме причината од времето 91 на Бранко, на Лупчо, на Груевски, на Заев, на не ги спомнувам како имињама символи се на своите политички криминални структури и партии. Да бараме причината и сега во овој премиер, ако не работи добро, да му кажеме слободно, човече, ништо не правиш, 2,5 години си на власт. Кажи што имаш направено, која фабрика имате отворена, колку инвестиции има. Не е само, јас сум економиста, не е само да чекаме од надвор. Еве, само да замислиме она што реков, замислете. Никој не сака да инвестира овде. И што ќе правиме ние? Ќе поправаме улички и тротоарчина, кружни текои. Па треба да сме луди тотално. Ме зборувам за власт. Еве ние сме власт. Па земи тогаш 2-3 милиарди и оддели од буџетот, земи кредити и кажи, има експерти наши во светот, заеднички, напреден тим, што треба? Треба фабрика за бицикли, за точаци, треба фабрика за дечка храна, треба 25 фабрики мини за земјоделие. Треба. Што збореше Јорга, ние почнавме патличани да увезуваме и пиперки. Зашто правиме мувет какви други фабрики? За детска храна. Ама јас што викам, јас зборувам производство, преседателот баш пред 3 дена на Америка Доналд Трамп изјавува. Со овие зборови, ние не можеме цело време на сиромасите да му даваме социјална помош. Ние мора да креираме економија, поточно бизниси, каде што ќе се вработат тие луѓе. Од еден ден и Америка, како толку моќна држава, нема да има пари да може да му помага. Зборувам на тие што треба. Значи, политика наша е што е?
Дај прво да направиме на светска европска економија. Се смеат луѓето, што се смееш бе? На кој му се смееш? Мене, тебе, на кој? Јас само предлагам да тргнеме напред, да имаме вработување, да имаме минимална плата денес, минимална 60-70 илјади денари, да има еден врвен глумец 3, 4, 5, 6, 10 илјади и поќе, да има еден врвен лекар, да има не е битно кој. Ајде бе луѓе да се освестиме, дај да креираме нешто што е... Јурго, под предпоставка, демократи утре да дојдат на власт, ти да станеш премиер. Првите 3 работи што ќе ги направиш? Се извини, вака може е тешко прашање, комплексно. Тешко воопшто, не е тешко. Првите 3 работи што ќе ги направиш за нагло да свртиш визурата кон берба за подобро утре. Сигурно, уништување на политички стопанскиот криминал, митото и корупција максимално. Како? Конфискација како? Тоа едноставно се прави. Доста сум разговарал и со луѓе експерти. Значи, мора да се испита потеклото на имото. Од секој граѓанин, вклучувајќи и функционерите. Ако не може да докаже, во Америка има една клаузула, вака во уставот пишува. Да не зборувам англиски, сега македонски ќе зборувам. Вели, секој граѓанин или фирма во Америка има должност да го докаже потеклото на имото. Америчката држава, Соединените американски држави, нема обврска. Ти треба милиарди агенти да вработи, инспектори јавно обвинителство. Доаѓаме кај те прашуваме, Сашо, имаш 50 апартмани, имаш не знам што, од кај ти свој пари. Како ги купи? Ако ти не можеш да докажеш со трансакции, не во кеш. Трансакции, јас све трага финансиска. Трага финансиска. Се знае, си заработил од глумата милионова, на чек ти ги добиеш парите. И да си добил, зборувам пари во кеш, ги ставиш во банка, ги пријавиш како такви, правиме се му. И кога таму одма се гледа, од кај се парите, ако ти не можеш да докажеш потеклото на имото, на колку да е. Така ние нема да одиме сега против граѓаните што некој направил проневера 2, 5, 10 илјади евра. Ние зборуваме за крупен криминал. Криминал што украл 20, 50, 30 милиарди. Се верува дека од самостојањето до денес се стиснати од Македонија преку 35 милиарди. Добро, отлично, може да и се и 40, само не сме никој сигурни да. Значи, тоа се прави, значи борба, одма мора што да ги угушиш. Овие сите големи криминалци, кои да е. Значи, ако не можеш да докажеш потекло на имот, ти си криминалец, си го заработил од продавање на дрога или како и да било. Значи, и следуваат драстични казни затворски. Тоа мора да биде, она народот вика, абе земе му се пуштил нека шета на улица. Не, не може. Значи број 1, број 2, кој ќе се намали автоматски, кога ти велиш лекар, професор, си, дај 30, дај 500, во Штип сега имавме случај, ама тоа има илјаници, 300 евра од Турција студент. Значи крај нема. Кој ќе затвориш толку лекари, толку суди, толку адвокати, и кој ќе се одземи тоа, кој ќе скапат по затвори, политичари се најопасни. Тие ова го дозволуваат. Тие ги носат во собрание. Имаме закон што се донесе во собрание на еден легален начин, а тоа е фактички злосторнички закон. Законот за приватизација. Од поголем злосторнички закон не се има донесено. Ајде нема да спомнуваме имиња, ги знаеме кои се супер богаташи во Македонија. Татко му тој кој бил директор, ја зел цела фабрика. Не е битно кој е. Успешни се работат. Да, ама се украдени пари пред 25-30 години. Ко се делеше народното богатство на место сите овие фирми што беа државни и мање све да се направи, јас сум да не речам експерт, ама работам многу години, преку 25 години на берзат. За мене и за некои луѓе порано не бев стак брокер, како го викаат на македонски. Не е битно, значи јас не бев тоа, но ме бива, знаеш така, и секогаш да направиме некои динари. Да, бе се разбира, ќе инвестирам во Google или во Microsoft, нема да инвестирам во некои фантази компании и така натаму, само треба да си човек што ќе секој месец инвестира, следиш и за 10, 15, 20 години брзо богатство ретко се прави. Значи така да не се лажиме и да имаш еден ден кој ќе бидеш постар некој динар. Така. И исто и за идните генерации да се инвестираат парите во ова. Економија. Памти го третото, само ова ќе те потпрашам. Овдека веќе се повеќе превладува наративот, го сеќаваме во многу така писанија, анализи,
вели приватизацијата во Македонија треба да се помириме дека умре на работа. Не е точно тоа. Дека ревизија на приватизацијата дека умре на работа. Сачу да докажам мојата мисла. Мислам дека законски постои можност. Види, кога се Со пратеници со носење на закон. Во собрание, кога се донесе законот, што го викаме злосторнички закон, зошто е злосторнички? Е против народот, против граѓаните, против државата. Добро. Тоа е. Бидејќи тие колку биле таму 90-100 пратеници, колку гласеле го донесе закон. Не значи дека се во право. Кога ќе се донеси закон во собрание, ако е на штета на бизнис, на народ, на држава, тој закон треба да се поништи. И треба да се врати назад. Бидејќи ние сите велиме, ама нема не човек, нема власт која што ќе го спроведи тоа, нема волја. Затоа што повеќето од нас кои што доаѓаат на власт, од нас, не викам, извини, од политичарите и политичките структури ове криминални, тие се инфицирани со тежок криминал. И тие не сакат ништо да се промени. И сега одиме назад, значи бидејќи јас велам, мора да се врати од 91 да се испита потеклото на имото, а пред 3 месеци Али Ахмети рече истото, јас ова што го викам, дај да видиме од 91 потекло на имот се да се испита. Тоа Али го кажува заради друга работа, затоа што пак му висат обвиненијата хашки на глава. Тоа е он е појавен во 2001. Не го важам јас тоа, него сакав ова да ти кажам, Јорго, не е провокативно прашање, него е, не знам, него сваѓа провокативно. Знаеш, Јорго, дека секоја партија милион пати за време на избори рекла ревизија на приватизација, ревизија на и секојаш кога доаѓале тоа немало ни р од тоа, веќе не се спомнувало за време на нивното владење. Точно така, а тие партии што го викаат, тие се етаблирани, потврдени криминални, политички, злосторнички здружени. Тие не се партии повеќе, мислиш. Тоа не е ли малку тешка категоризација? Не да е тешка, тоа така само може да се каже. Не може инаку, баро. Види, дозволено е во подкастов да си кажеш се пошто ти си го кажуваш, ама некако мене ми звучи малку тешко тоа. Претешко дека. Претешко, да. Вака, ајде сега додиме. Не, оди стај си вода, оди. По некоја приказна. Не, јас само констатирам, иначе ако се види историјатот од 91 и до сега, има и многу полоши работи отколку твојата категоризација. Значи, него некако ми звучи многу силно, многу јако, многу но кореспондира со ова на Сашо. Сашо тебе ти ја постави прво тезата следна. Ако дојдете на власт, имате доволен број на пратеници за промена и ти си премиер. Веќе таа пресметка е дозволена ако се случи тоа, така? Сигурно ако се случи, верувам дека ќе се случи. Да, секогаш постои прв пат. И може да се случи, тоа не е. Имаме партии кои што дошле на власт од никаде. Јас секогаш ја спомнувам Сириза. Дали таа пресметка ќе значи и пресметка со партиите или ќе значи само пресметка со поединците кои што го злоупотребиле, затоа што ја ќе ти кажам една мала дигресија, ова што го слушам од тебе лично мене ми се допаѓа заради тоа што многу пари се украдени. И завчера една вест буквално ме потресе. Вели антикорупцијската комисија казнила 100 функционери со по 300 евра за тоа што не поднеле анкетен лист во кој што се гледаат промените на нивниот имот додека биле функционери. Замисли, си почнал како клошар, си дошол на функција, си станал некој нешто, си извинувам, не некој нешто, него си украл доволно пари, и после тоа знаеш дека ќе те казнат со 300 евра и ти слободно не поднесуваш анкетен лист. Коментар од двајцата. Гостинот нема што ти кажа. Види вака, јас едно само да кажам, ти разговараме доста, па некојаш и се заборава. Изберавме малку од темата, но Не, ќе се вратиме, јас гледам да памтам. Гледам дека си ги памтиш мислите. Тоа ми е работата. Глумец. Не глумец. Дај Боже да сум добар како Сашо, ќе ве частам. Како да е, значи, спомнам нешто многу важно на Оливер. Дали ние кога ќе дојдеме на власт, ќе се светиме на партиите или на поединци? Никогаш на партиите. Партиите се составени од членови. Тама има прекрасни луѓе кои што имаат мака од своите главни, да речем, поготово во Скопје. Тука е централата скоро на секоја, не на секоја, на овие партии што биле на власт и во Тетово, да речеме. Значи, ние ќе ги бркаме
тие што се занимаваме. Значи по закон, нема да има одмазда, него по закон. Не, зато ние и изборуваме и припремаме закон за конечна правда, го викаме. Како? Закон за конечна правда. Ова сега нешто правда преска ја спомнав, дека проблемот е правдата, дека нема правда. Интересира да ми објасни. Извини, прекинувам. Добро, да. Сега Повели. ова, Значи ми се допаја. Да, закон за конечна правда, работиме на тоа, но само да докажам за ова. Значи, никогаш има едно правило во Америка и има едно правило и во судството. Подобро 100 криминалци да пуштиш, него еден невин да осудиш. Така? Значи, не е одмазда, ова е ние да направиме функционална и правна држава. Јас имам визија, како и вие, како и многу граѓани на Македонија, да живееме нормален живот. Ние живееме под таков стрес овде, па тоа има 50, 60, 70, јас не ги знам точно статистиките, зборувам па луѓе што не може месецо да опоминат, луѓе не може лекој да си купе, луѓе не може да се преранат. Кака е нашата емпатија, хуманост, како, политичари, ако сме ние на власт, ќе не викаат политичари, така. Значи, ние кој дојди, обогати се замени, кој дојди, обогати се. Зошто викам, 91 ако се формира СДС да помене тие политички партии, прераснаа во злосторнички здруженија. Зошто? Јас ова не го измислив. Ќе одиме на суд, ќе го докажам. Кај сака? Па нивните дела, колку од нивните политичари се позатворени, колку се бркани, тоа друго што ги пуштаат. Значи, ние знаеме дека и од овие владеачки партии дуимуи и не е битно ако веќе зборуваме кој што владеел, имаме докази, па почни од сите нив. Нема да спомнуваме имена сега да ги броја многу. Да има докази, видео докази, има 1 евро и ништо не. А Лупчо Ѓоргиевски излегува на телевизија пред 20 години, вика ние сите краде и ние крадевме. И сега човекот се спомнува во народот 200, 300, 500 милиони, дјало знае колку ваму згради, гради, со наши пари. Не е само тој. Значи, поентата е следната. Ние сакаме или некима, ако сме храбар народ, ако сме прави патриоти, македонски патриоти, приказна да не биде, ние сме патриоти со на Кутле знамето 16 краци, ништо друго, а дозволија 91 да се промени, дозволија 2016-17 да се промени името и така натаму. Ние како демократ, јас како човек секој сум бил против. Со кој да разговараш? Значи, со кој да разговараш? Не сила, не знам што да ќе кажеш, ние не можеме, ако мислиме, да го промениме името. Ќе си биде Република Македонија, како било. Ние не можеме овие отстапки да промениме знамето. Ние не можеме територијална распределба поново вака така. Ние сакаме сите да живееме заедно. Нема врска, секојаш ги повикувам честни македонци, албанци, турци, власи, Срби и така натаму македонски граѓани, што ги викам, секојаш ги повикувам да се придружат заедно, бидејќи ние не можеме ништо да направиме како луѓе, како политички субјект, самите ако го немаме на наша страна да биде народот, гласачите поточно што излегуваат. И затоа повикувам. Се соочити на последниве избори со моментот дека ние се уште политички не сме зрели за партии без етнички предзнак, апропо ова што го кажа сега пред малце, дојдете и албанци, и турци, бошњаци, роми. Зашо секојаш 8 години постојаме како политички субјект, не се викаме како овие преварантите, како Максим Димитриевски движење, како овие беса Меджити движење. Која бе движење? Тие се политички партии од пушоци, обични од пушоци, изфрлени од СДС, да памане, дуи и така натаму. Нивните дела се знаат, кои што биле по 20-30 години, не е битно колку и така натаму. Ние сме чиста политичка партија. Со честни луѓе работиме вака да промениме, нудиме. Се суочивме сигурно. Прво, секогаш како политичка партија, демократи се против национални партии. Секогаш. И ние да сме мојкни, да имаме 80 и нешто пратеници, све тоа ќе укинеме. И ќе ми има партии на Македонија, на Република Македонија, како сакаш викај Македонија. И само така, затоа што тогаш се сплотуваме. Ова поделува, излегува, кој да било. Овие албански партии ми се смешни. Ние за албанците. Па и ние македонците сега сме поќе за македонците. Па ромите катастрофа. 8-9 партии ние за ромите. А сите тие, дали се македонци, роми, турци, власи, политичари зборувам, или политички партии, одустанеа ваѓат Македонија, одустане ги ваѓат нивните албанци, македонци, ова ги оттапа од крадење му ги имат уништен живот. Па
Па ајде да ја гледаме реалноста. Само реално може да одиме напред. Сакаш да кажеш дека во програмата имате и точка или идеја, поточно би кажал, за градење на нација, у вистинска смисла на збор? Па Има логика пошто е од Америка. Па сигурно, па види. Некако ја тука затоа- гледам. Ама јас Намерно не го прекинував, а имам обичај да прекинувам луѓе. Ама јас затоа го прашувам. Да. Затоа што ова што го кажа последново, оди на тоа асоцира, така? Па нормално види, ние не, јас секогаш зборувам со овие зборови. Македонија, македонците не може да ја спасат. Мора сите, заедно. Да, Македонија ќе спасат сите граѓани на Македонија, независно етничка или национална или верска или не знам што, зборувам за честни луѓе. Не зборувам за тие 20, 30, 50 илјади што пустош направија во државата. Се обогатија и све друго, јас имав нешто, дали вчера, завчера, велам, најголемиот проблем не е што украдија милиарди политичарите. Најголемиот проблем е последиците од украдените пари. Пари што требаше додат во болници, веќе претворени во мртовечици, пари во културата, пари во спортот, пари во економијата да се градат фирми, електрани, фабрики. Никој не може да ми каже во Македонија дека сме ние капитализам, современ капитализам, и тако сакаме да го изградиме. Сум против комунизам, оне болшевизам и тие работи, бидејќи то не носи прогрес, затоа што тоа ги кочи квалитетните луѓе. Прогресивните. Па не може бе, треба да се признае кои се најдобри глумци, па треба да се платат, кои се најдобри ова, најдобри инженери, кои се најдобри ученици. Пазарот да го одреди цената, пазарот да ми се здрав и жив. Така, сега ние за да направиме ова што треба да го направиме, единствено можеме да го направиме сите заедно. Сите заедно што имаме. Извини, ќе те прекинам. Тоа јас многу почитувам што гледам дека имаш визија, почитувам што имаш визија некаква и верба дека можеме сите заедно. Така. Дека Македонија со сам не може да си ја спаси држава. Интересно кажам. Го немам чуено ова до се од никој у Македонија. Искрено. Па реално јас те гледам како реагираш. Обично не знаат да ти вратат на првото прашање, а второ веројатно кај Јорго има повеќе искуство, со посериозни луѓе искуството дава некоја друга концепција. Токму затоа и него разбирам. Да не го фала многу, допрашај си, да. Од позитивна смисла не те разбирам, не можам да те фатам. А прашањето ми е како, зошто веруваш во тоа, знаејќи дека овде токму етничките предзнаци на групите, политичките партии влечат секој на своја страна и генерално голем дел од тие кои што не се етнички македонски баш и не многу не се секираат за како да кажам еве конкретно да бидам прецизен за македонското прашање кој што поточно за доброто на Македонија. За доброто на Македонија, на македонскиот, на интересите на македонскиот народ. Да ти кажам. Да, јас имам огромно искуство бидејќи во животот сум чител доста. Аз сум имал и среќа да живеам во Америка. Америка, знаете сите, што е Америка, нема од каде што нема народ. Да. Нема. Нема. Ама, тоа е Америка. Да, точно. Ние пак ќе речем примерите, добри примери, дали е образование, дали е култура, дали е економија. Топла вода не можеме да измислуваме. Значи, то ме научи, живејќи во Америка, и моето искуство како човек, што го стекна во Македонија, и што сум учел, и сум бил спортиста, и сум патувал во репрезентативец на поранешна Југославија и така натаму, и доста размислувам, и сум заинтересиран како да направиме нешто подобро. Пример, како да замислиш, ние сме научници, иноватори. Имаме огромен проблем, не можеме батерија да направиме доволно лесна, да се полни брзо и да може 50.000 километри или 5.000 километри на полнење. И да не кошта тоа многу малце. И да се затвори таа нафтената индустрија, нема да се затвори, пак ни треба да се користи. Но, еве, сега тоа мислиме, или да се измисли лек за рак, канцер, за нешто. Има полно канцери. Кој го измисли? И сега колку е тоа комплицирано, јас бидејќи понекогаш инвестирам на одредени компании, овие фармацевтички, како се вика? Фармацевски, фала ви. Фармацевски и да речеме Pfizer, Merck или не знам кои други мојтни компании и велат 20 години работиме на овој лек, потрошивме 6 милиарди, 3 милиарди долари, пропадна се. Пази. И тие имаат, работат на повеќе и трошат огромна сума на пари и време и ништо, ама некој му успеваат.
И никогаш не се откажуваат од нешто, тоа јас не смеам, и вие и ние сите, во Македонија граѓани да се откажеме од Македонија, еден ден да ја видиме држава како што заслужуваме да има. Јорго, извини, нема, тоа е друга приказна за нас. Оливер, извини што се убацувам вака. Не, ба... Си финансирал компании, овие фармацевтски компании. Мислам, акции сум купувал, не сум. Си купувал на Јас тој го разбрав за тоа. Добро. Да. Така ги следел. Да, така, тоа са. Не, јас сум секој ден морам да бидам. Зошто верува во Македонија? Да, добро, готово. И во концептот македонска нација и сите заедно дека можеме да стигнеме, некогаш успева, но верувањето му доаѓа од таму, од концептот кој што го научил на берзата. Ова е многу некако футуристички ми доаѓа за Македонија. Да учиме од некои системи кои што... Само ова да ви го кажам, кога отидов пред 40 години во Америка, во Лос Анџелес, след това ми одам таму со пријатели, се шетам и пишува на еден сендичара, да речеме, поголема помална, the best hamburger in the world. Најдобар хамбургер на светот. Ходам потаму, пат ми шо го пишува. Best hot dog, best hamburger in the world. И лигите што му се бейсбол, the best football league in the world, бла, бла, бла. Да. Ние мора да сватиме. Мора Македонија да ја спасиме, ајде со краток збор спас. Тоа значи, мора да креираме прво врвна економија. Значи, ние имаме квалитетни луѓе. Овде на овој наш народ да инвестираш, има млади луѓе и повозрастни луѓе. Не викам само млади, има луѓе 60-70 години гениалци, како што има млади. Заеднички ние немаме друг избор, Сашо. Не знаеш зошто немаме друг избор. Не. Зар да му оставиме ова држава на овие криминалци 35 години, не оттепаја од плачкање. Извини, ке ти се уфрлам малце. Рече, Македонија можеме да ја спасиме само со врвна економија. Ке те подсетам на една работа. И ке сакам да следи прашањето што со крупните политички проблеми како би ги решиле кога би дошле на власт. Дали е ова точно што го кажуваш, ако се земе предвид другите сили, вектори на сили во една држава, кога сакаат да распаднат една држава, да дојдат во пропаст, дали е доволна економијата, што сакам да кажам? Анте Марковиќ измисли феноменална реформа, по памтишти од бивша Југославија, за спас на Југославија од големата економска и финансиска криза. И тоа профункционира. Што се случи? Самите републики го минираат внатре, неговиот проект за спасување на Југославија. Он исто веруваше слепо Марковиќ дека неговата реформа, која ќе го деноминира динарот, која ќе врзе со марката, која ќе почне да внесува пазарна економија, производи, која ќе ги поттикне граѓаните на потрошувачка голема, на ова, на она, дека со самиот сокривање на стандардот ќе се заборави на сите други национални, етнички, други поделби, омрази и така натаму, дека Југославија ќе излезе од кризата. Бевме сведоци дека внатрешните вектори на сила кои што беа поставени така како што беа поставени од оној кој што беа поставени, подмирени од оној од кој што беа подмирени, насочени, индоктринирани од кој што беа индоктринирани, не дозволија неговите, самите ги минираа реформите, ги спречија. Апропо е тоа прашањето, дали мислиш дека е тоа само начинот државава да се постави на стабилни нозе, или ќе треба да се делува и поинаку на политички план, да се решат крупните премрежја кои што овој народ го донесуваат, македонскиот мислам пред се, го донесуваат до граница на исчезнување. Види, не може се разбира да постои само економија и ќе го реши проблемот. Југославија тогаш е составена од повеќе републики, како што беа. Крај нас како може тоа да се спречи? Јас велам, ако имаме врвна економија, ќе имаме многу помалце проблеми. Кога имаш врвна економија, имаш пари на располагање, имаш врвно образование, здравство и све што е потребно, да не бројам, од животна средина, култура и така натаму. Парите си го прават своето, но тоа не е, тоа и ништо друго. Најважно што е, прво да се тргнат од власт, не зборам само за ова власт, да се тргнат од политика нечесни, криминогени, психопати. Ние мора да расчистиме со нив. Утре да не можат и да се многу малци. Значи, вака се, ако сме ние 9 криминалци, најпоштени, најмоќни, ќе го ништиме. Да, немаше ништо на. Значи, ајде, ако сме, сега обратно, ако сме 9, 8 честни, не може тие двајца многу да ни мрдат. Значи, ние треба да се бориме честни луѓе, да водат ова држава. Честни луѓе да го водат Народниот театар не знам, честни луѓе да одлучуваат да бидат министер за култура, за да тие
луѓе, врвни актери, врвни, не знам, пејачи, врвни композитори, писатели и така натаму, да се наградуваат. Дувлото, политички вработувања, клиентелизам, тоа све да се исчисти. Бидејќи ние тројцата ако добиеме проблем со мозокот и одиме на операција, а мора да одиме бидејќи туморот да се острани, има уште шанса, кај ќе одиме, кај врвен лекар или ќе одиме кај некој што е купил дипломата. Значи ние се враќаме до нештото. Вербата е најважна во човекот, тоа го знаеш. И се бориш и те пратам. И Оливер. Значи, нашата приказна треба да биде следната. Ние мораме да работиме, да креираме подобра држава. Подобар живот за сите нас. За сите нас. Независно. И сами македонците, нека слушаат сите тука, и нека слушаат политичарите, дека ние како македонски народ, бидејќи во Македонија не е Македонија само на македонскиот народ, секој што е роден овде, што има државјанство, е негова. Некој живел 100, 200, 500 години, пример. Значи, треба така да ги третираме работите, подеднакво, да сме фер. Ти не сакаш да глумиш со некој што нема појма од глума. Сакаш со врвен, не го прашваш како се вика, која нација е, како беше порано Југославија. Значи, изборуваме на нешто што ние од Америка тоа го научив, но и го знаев пред тоа. Дали ген имам, дали не знам што е. Јас секојаш сум се борел за некоја правда, сум се борел за нешто хумано, симпатија, да помагаме. Зашто не помогнеш? На кој се помага? На тој што му треба помош. Кој оди на болница? Болни луѓе, така? Здрав да си, дедо ми дове 80 нешто години беше, додека пана го скрши с глобо. А беден ден на болница немаше отиде на стојче. Вика, мора и голем, фин, симпатичен човек на 85-6 години, изгледаше фантастично пред да почини. Додека доби канцери на стомако и така. Значи, приказната многу едноставна. Ние мораме да го мотивираме овај наш народ. Кога викам наш народ, не мислам само на македонците. Не, добро, да не се објаснуваме. Веќе е јасно на кого мислиш, на сите. Благодарам. Најтешкото прашање секој извини. Да, може и да докажам оние прашања, не ти ги докажав сите. Да. И значи, кога на една страна паралелно тоа се работи, прва страна е криминално да се исчисти, максимално, да се врати тоа што е украдено, конфискува, да се казнат и да се воведат екстремно строги казни, поготово за функционери и политичари и стопански криминалци, кои што крадат секојдневно. Секој ден еден ме прашува како бев снимав видео по селата во Струмица. Хаос, на 50 метра оранжери, вамо огромна депонија за ѓубре. Вамо храна одгледуваат. Патиштата лом, тоа се случува во повеќе села. Значи не можеш да поминеш, добро што сум бил, ајде да речеме со џипа, од 2 поминав. Џип, а да си со кола готово, враќај се назад. Збором ми е, вода нема. Во село Василево, огромно село, во Струмица. Општина, да. Вода, ама зборувам и за селото и општина. Значи луѓето се жалат на основни работи, да не зборувам во Шуторизари, да не зборуваме таа огромна депонија пред 3-4 недели ја снимавме. Пази, во Шуторизари огромно нешто. Па некој ќе дојди коментира. Па тие сами си е права, не бе човече. Ние произведуваме како граѓани ѓубре, а вие комуналец, градоначалник, советници кои што се одговорни за ова ќе очистите. 5 пати. Ако Скопје ни произведуваат ѓубре, што треба сега да се угушиме во ѓубре? Па ти знаеш, извини, јас излегувам од мојата зграда во кисела вода. Ставиле ступчина, нема место каде да се паркираме, сега, а нема паркинзи, демек го решиле проблемот. И сега ќе се тепаме со комшите и ѓубре смрди сега како што е топло. Абе чудо нешто. И сега ќе одам утре други ден во некои градови ќе снимам, абе тоа е хаос. Значи, ова што го кажувам криминало, економијата. Економијата решава многу проблеми, бидејќи тогаш зборуваме како ќе се полни пензискиот фонд, здравствениот фонд, образовниот фонд, како ќе се чисти животната средина, да спомнам за комарците. Ова е лудница, 5 човек денес ни почина. Од казната од комарци. А имаме таму 50 луѓе. Сега јас зборувам со експерти, луѓе што знаат, што продаваат хемикали за прскање. Тие велат, самите вика, слушај, тој се менува на 2-3 години, комарецот се адаптира. Како и лековите, знаеш, кој ќе земаш антибиотик. Значи, плюс овие прскаат 20 години со исти, се работи тендери, плачка, 700, сега како што умираме и така натаму,
ќе потрошат и 5 и 10 милиони као, ебе, гледаш ото, што? Онкологија, вода на болните, да ги умираат. Значи имаме многу области да се бориме и третата најважна што е работа, третата што би направил, цела држава ќе дигнам да верува дека ние може да бидеме држава. Дека може да се вратиме на колосек. Тоа е третата точка, кој што се разбира едно. Тие три точки се најважни, не е битно како ќе позиционираш прва. Како мислиш, во која смисла? Во која смисла се што е можно ќе кренам уметници, реклами, се ќе промовираме секој ден. Ќе промовираме квалитет, дали е на подкасти, дали е, значи јас имам еден план за јас мислам демократи и така натаму. И паметни луѓе што слушам. Значи не може да се финансираат 5 најголеми телевизии во Македонија да се зема од народниот буџет. Треба да се покриваат озбилни портали, озбилни локални, регионални телевизии, зборуваме. Значи правиш за тоа, зборуваш за спорт, ќе покриваш 50, 30, 70, колку има во буџето, ќе ги финансираш спортистите, ќе финансираш. Не може вие сте оставени на маргините, бе. Завработуваат кој како ќе му текни. Ставаат директори по театри или министри и така натаму, овој се што сменија 3 чисти, нема па нешто таму, друго го ставија. Има комисии за филм, агенција за филм или не знам каде Кој ги добива парите, да. Кој не ги читаат сценаријата. И што Саша Јоргов даде? Се јавува некој каже овој ќе доби, ова ќе. Точно. И се она што го спомнав. Тоа е за Холивуд што да не можеш да го замислиш, тебе како продуцент и тоа мислам во принцип не можеш да го свариш, не да го. Како ќе свариш? Затоа што тебе ти зависи животот од тоа. Еве да речем се нешто, пак ќе се вратам на нешто. Тие се три работи што ги направи нормално многу работи. Ние пак ќе кажам, сакаме некиме треба да направиме све да направиме така еден добар филм од 901 до денес, да ги прикажеме криминогени политички структури, злосторнички здруженија. Тој поише може да биде документарец. Не, играм филм. Ќе се извини, ќе се за филмот ми се однесува само прво прашањето. Ти овие студијава продукцијски во Холивуд ги продаде или уште ги имаш? Не, јас никогаш сум немал мој студиски. Јас сум снимал, јас имам продукција, имам двеку продуцентски куќи, Холивуд Star Entertainment и Geo Production се викаја, и јас произведував филмови. Ги финансирав јас со други луѓе, пример, јас разговарав со Warner Brothers, со Universal, сум разговарал со Стивен Сигал, со Ал Пачино, треба, имам еден фантастичен филм, ќе ти дам скриптата, ќе ја прочиташ, нешто чудо е, се работи за македонче дете Александар се вика, кој што е во некој дом и некоја мала фамилија го присвојува, а таа фамилија има еден луна парк во Берово, не знам каде помало градче, и откриваат преку приказната во филмот дека детето има најубав глас за пеење во свет. Па Ал Пачино требаше да игра менаџеру Агата Скаут кој што има доаѓа во Македонија. Го носат во Америка, почнува и за кратко време како приказната оди години, на 14-15 години станува најголема звезда, ќе продава плочи, седи на сега дигитално се разбира на новие што се на стриминзи и станува најголема звезда во светот и Македонија така се промовира, се рекламира. Индиректно. Чекај, ти овие продуцентска куќи, како да кажам, уште се отворени работа? Јас ги поседувам како имиња, ама не работата, ти не сум таму. Морам таму да се. Ама сакам да кажам, не си ги оттудил твој се. Не, мој се и што немам јас, имам и за надпревар за најдобра песма на свет и така натаму. Прашањето ми беше, кога се врати во Македонија пред 14 години, пред 9 години, 10 поточно. Не ти текна да финансираш во филмов што ти е како идеја, а ти наместо тоа реши партија да формираш. Сега види, да те кажам мала анекдота, јас се знае со Груевски, кога дојде пред те, кажа, и изборуваме за овој филм со детето Александар, да го направиме и ова е фантастична реклама за Македонија, наместо да се фрлаат пари, по оние што ги имаја пуштено, знаеш, како наши во странство. И нормално кога ќе правиш реклама, ти со кој? Со Турција, со Грција, со Хаваи ќе се рекламираш. Индиректно ние треба да преку филмом, преку музиката, еве на пример еден случај имаме ние фантастични, како Тоше Проевски почина, Бог да опрости, фантастичен, но имаме и други сега. И секогаш му викам, пејте и на англиски.
пеите комбинација Не ме македонски интересира англиски. што стана со Груевски таа комбинација. Сега ќе ти кажам и се договориме не со бега него. темата. Да. Јас сум ќе тука се за вратам. провокации, да. Така да, ќе се вратев и со него. Не, Се да, договориме. што се Се договоривте? договоривме преку фондот што е на филмски На фонд. Сашо Милков? Да, не, да. на филмски фонд. На извини, филмски извини. фонд. Тогаш беше некој си Бачев и така натаму, министерка беше тај некоја жена, ја му го заборев името. Бети Камчевска. Бети Камчевска и така благодарам како беше. И се договориме и тој беше многу заигран за оваа цела приказна и Ал Пачино да глуми менаџеро. Ал Пачино се сложи, бидејќи се знаеме, му кажав јас како го добив Ал Пачино за многу мали пари. Абе викам јас сум од малечка држава Македонија, абе вика сум слушал ово, викам сакам треба со не. Ал Пачино. Јас му викам на Ал Пачино. Ал Пачино ти рече сум слушнал. Да, и слушај. Ама не со Груевски стави сина. Стави сина, се вака. И правиме муабет и му кажувам за приказната и ништо не ми рече друго. И викам ти да играш улогата на менаџерот, таа е 3-4 дена улога, ама знаеш кој ќе набиеш. Ама Ал Пачино ќе пишува, готово ти Не, филмот. ама таа не беше на сцена, значи не зборувам камео улога, туку беше Да. солидна. И да играш, викам со тоа, викам со ова го фатив, викам ќе ни помогнеш на Македонија мала држава, а во Македонија има многу луѓе што те обожават, ти си супер звезда на свет. И секој со него се шалевме. Тој вика добар си ти глумец, а јас викам јас сум стотинка од твојата глума, но викам малце барам да бидам да ти се доближам, викам кажи што да правиш. И тој имаше навика да каже ако сакаш добар глумец, рехрсал, вика вежбај, вика со глумци и така натаму практично во театри и како било. И се сложи. И човекот вика важи бе ќе го играм на таа основа, викам ама ние немаме многу пари да те платиме. Негде 500.000 тогаш беше долари, ќе те платиме за тие 2-3 дена, ќе го набиеме. Се сложи, јас доаѓам, разговарам со премиерот на таа тема, седнавме во кабинето. Јас за 500.000 $3 години би те снимал. Само тогаш, Све не радим. Секој ден би. Слушај, пред толку години Ал Пачино беше, знаеш, беше супер звезда, тие заработуваат доста пари и не е тоа битно. И толку така преценив и така да биде. И, знаеш, после лесно, ако ти го имаш ти во проектот Ал Пачино, ќе најдеш поќе од 500. И дојдов овде, се договараме и ми вика премиерот тогаш Груевски. Нема проблеми, што ми е така, супер ова и тие идеја, ти ја направиме. И вика, колку милиони треба, знаеш. И јас викам, не треба, само 150.000 марки тогаш беше. Така како бе пред да Ти си имал намера да бараш пари од Не барам пари од овие сиромашни овде, знаеш, ама те имаат пари. И тој како да се дали налјуте, не знам што. Тоа било Многу малце пари си му барал. некоја позадина, еден од тие Карате економија било. карате економија и еден тој ми каже ти што му рече така, јас се правам муабет и тој се познава. Што му рече така, не заеба проектот, никој нема пари да добие. А јас така да не го сваќам тоа. Не знаеш, ти Да, каратист не не си каратиста, не го Карате сватив. економија. И сватив, не Треба е речеш битно. петче. И после 6 месеци Карате све два. бев се видов со тие што требаше и овие што ги спомнав во дирекцијата вамо кај Министерството за култура. Ќе биде, после ми пуштија писмо. Немаме во овој момент да го финансираме 150.000 овој проект. немаме. 150.000 и така натаму. Значи, што е цела работа? Цел Холивуд да му го донесам. Бил Гейтс да му го донесам, да сакат 50 милиарди да инвестира во Македонија, овие ќе му побарат пари. Така. И па Ауди си отиде Како? така, како си отиде? Не. Само Ауди не го има. Тоа е вистина, има илјадници случаеви во Битола кога бев кандидат за градоначалник, двајца бизнисмени. Абе, 1 евро за вицето, едно за црквата и едно за филмот. Да, тоа ни се случува, само ова да го докажам да не. Ме викна во Епинал, вика да се видиме, вика знаеме дека си кандидат за градоначалник во Америка, се живеа, знаеме кој сме биографија ти научивме, а во овој вашиот градоначалник Владимир Талевски тогаш уште беше градоначалник. колега. Да, пред Двајцата. и сигурно. И вели бе тој, прво не моташе, а ние дојдовме некоја фабрика за храна, 4-5 милиони марки како било. И ми вика никако да пробиеме и на краја после ни побараа пари вика. Да му даеме. Ние толку се налютивме, тие не очекува. И тие карате, што викаш ко мене наивни, така да нема друг спас освен овој народ, гласачите поточно, да размислат многу длабоко за кој ќе гласат, ако продолжиме вака, спас ни нема. Кажи ми, пошто не знам дали сме... Уште едно Добро. прашање уразно ќе има. Да. Уразно, нели? Сакам да те прашам. Дневниот ред заврши. Утре доаѓате на власт. Ставот на демократи за најгорливото прашање
дали пат кон ЕУ под уцени и ултиматуми од страна на ЕУ и на бугарите или нешто што нудат друго демократи, друг пристап? Види, демократи имаат една теорија е следната. Никој не може и не смее да уценува Македонија. Број 1. И нема никогаш да дозволиме со уцени нешто да правиме. Поварно нека не поробат, нека ни спотепат, него да не уценуваат. И нашиот образ и да изгубиме македонштината и све тоа. Но друга работа, демократи се многу паметни луѓе. Демократи нудат следното и секојаш му врекат на Европската унија. Македонија нема проблем. Вие имате огромен проблем. Вие си донесовте закон каде што треба да има 100% секој од 27 држави да гласа, поточно консензус. Тоа го нема нигде, тоа го има во фашистички, не знам, диктаторски држави. Не викам Европа е фашистичка, не викам дека ова. Зборувам дека Европа и веќе благодарение ние тоа го зборуваме, не дека пратениците Европскиот парламент, од Европскиот парламент не слушнале, и има доста пратеници што сакаат тоа да се промени. Благодарение се на Франција, Германија, моќни сили. Се замислите, Германија која е држава, и сега една Црна Гора ако влезе со 600.000 или Македонија, ќе има истите, нека ги има истите права, ама на гласање не може да ги имаш, треба да има поени. Што значи? Во Америка, да објаснам за гледачите, во Америка има 50 држави. Калифорнија има најповеќе народ, преку 40 милиони. Њујорк. Калифорнија има за председател кој ќе се гласа на федерално ниво 55 поени. Како се заборев името. Електоријални гласови. Да, на македонски не знам. Да. Значи, цела поента е, вели, ако преседникот кој да е кандидат победи во Калифорнија, добива 55 поени. Монтана 2 отима 300.000, отима. Да. Така, ова е тоа е демократија, таа логика. Тие кога поставиле ова пред 200 години го ставиле, кога биле 5-6 држави, а не 50. Сега ние во Македонија тоа му викаме ко демократи. Ние немаме проблем, вие имате проблем, променете го законот. Не е само за проширување на Европската унија. Тие имаат огромни проблеми. Орбан, па нормално тие имаат проблеми да изгласат економски некои мерки. Имаат какви да не зборуваме само на ајде да помогнеме Украина, да не зборуваме за војна, ајде да зборуваме за реалност. И тие тоа ќе го истуркаат, а ние може да почекаме. Оти знам некој сака сега одма, ама ние како демократи бевме против промена на името. Не може никој да те го менува името. Ти си што си? Тогаш како бевме Република Македонија, така. Да. Сега сме да не го кажувам, ама нормално некојаш мора и да кажеш. Официјално е тоа. Официјално тоа е што е тоа, на тоа се колнат нашите политичари кои до вчера кажува дека нема да се колнат, почувајќи од Гоце и од сите. Сами делувате на политичката сцена, до сега не се обидовте да влезете во некоја коалиција, некој поблизок што сеќате од големиве партии, да дојдете до некој договор за заедничко делување? Имавме понуди од најголемите политички структури и ние кога мислиме дека треба да се обединиме за националниот интерес, не дајте ми пратеник, дајте ми 2 директорски места министерски, имаме контактирано, разговарано и многу е тешко затоа што ние кога одиме кај нив велиме дај ова и ова да се промени. Сега зборуваме за изборниот закони, зборуваме, пример економија. Како да ја потекнеме оваа економијата? Значи дискутираме, повеќето од нив вика чекај прво нека поминат изборите и тоа. И не можеме да најдеме заеднички бидејќи ние нормално не е дека ги напаѓаме, ние ги критикуваме, нема напад, ги критикуваме, кој ќе кажам од политички партии прерасна во злосторнички здруженија, тоа е вистина. Тоа ќе го докажам сегде. Сегде ќе го докажам. Ти не можеш да вадиш толку криминалци, 4 имаме секретари кои што имаат на собрание, на влада. На влада, 4 секретари имаме поред сите по затвор или имаат тоа. Не, добро. Значи, ние сакаме последниот не е уште има презумпција на невиност. Да не бидеме реков 4. Не, дали тие биле пред 2 години, 5. Не, овие се осудени, последниот има презумпција на невиност, мислам 3. Да, сега само да докажам. Можеби нема ништо таму. Не е битно, значи ние зборуваме. Во конкретниот случај ние сакаме да се обединиме, јас повикувам веќе подолго време, кога одам негде,
ретко одиме по овие национални телевизии, таму сме блокирани, апсолутно. Сме омразени, бидејќи ја кажувам вистината, овие политички структури викат никако да дојдат демократи. А што они не сакаат да се борат против корупција, за убави работи? Не, што сакаат да дојдат на власт? Повеќето наши медиуми се соучесници во уништување на Македонија, така ги дефинирам, бидејќи тие му помагаат на овие злостонички партии издружени или криминогени политичари да дојдат на власт. Честно и исклучок, пак ќе речам, во секој партија, почнувајќи од членовите, аби има многу добри членови, ама ништо не може да направат, кога ти имаш главните, почнувајќи, зборувам у Скопје е мојта, ти кажува таму во Берово, тој ќе ни биде председател сега, тој она, тој ова, и така натаму, да не одиме таму, туку да се задржам на темата, сега ова е многу важно да го кажам, дека ние сме за обединување, национално обединување, не сме за директорски места, министерски, пратенички места. И секојаш му викаме на овие партии. Ако сакате обединување, независно дека сме помали од вас, не сме на власт, немаме пратеници, немаме многу советници и така натаму. Ако имаме подобри идеи, ќе се прифатат. Ако не, нема да работиме со вас. И понатаму ќе продолжиме нормално да ја кажуваме вистината кој сте шости, ќе се бориме против вас и ќе се бориме против секој што има направено лошо за Македонија зло. Тоа е вистина, со факти, не е само сега да викам Сашо ова, Сашо она, не можам да кажам. Прво треба да дознам биографијата твоја, ме каза Сашо е ваков глумец, таков, дај да видам нешто. Оти јас кога правев кастинг, ќе му кажев, ако не бев со некој сигурен, ќе си одржи тоа, ќе си одглуми, ама ако го знам него, нема со него кастинг да правам, јас со него ќе го молам да ми биде во филма. Значи, збором ми е дека ние сакаме да се обединиме, разговараме со сите, буквално, и сакаме со сите да направиме, ако не идеологија, туку ако имаат исти идеи, да спасиме Македонија. Од идеологија некој може да е, знаеш, јас сум против НАТО, јас сум за НАТО. Абе, тоа е твое. Дека ти си против НАТО, јас сум за НАТО, ние проевропска сме за НАТО, сме за Америка, сме за и сите други држави, сите континенти, бидејќи ние сакаме да водиме миролюбива политика. Поготово, кога еден председател како Путин се јавува на 4 јули и му честита на американците денот на независноста, а овие коментари од кај нас 300 глупости. Има малце култура. Кажи ми, ти беше, вака да завршиме со некој полави прашање. Да, пошто го постави моето последно прашање разно. Да, во врска со Бугарија, така да. Да. Ти беше, можеш да завршуваш. Да, ти беше и во Америка поблизок на демократите или? Види, јас бев... Ти соглед на тоа дека си 40 години таму. Да, бев поблиску до демократите од една причина, но ако понудеа републиканците нешто, тоа го поддржував. Не сум слеп, морам со овие. Пример ќе ти кажем еден пример. Јас сум, зборувам нешто што го нудат демократите, за секој човек во Америка да има здравствено, не можеш 50 милиони луѓе да ги оставиш без здравство. Така, јас сум го ветуваш и Обама, ама не го исполни, мислам. Не, Обама кер нешто направи, ама и исполни точно колку можеше, но независно од тоа, тој спроведе тоа Обама кер, па републиканците тоа сакаат да го кинат и пример сега во конкретниот случај, ако ти оставиш 50 милиони луѓе без осигурање, а имаш пари. Тоа не е тоа. Не е коректно. Значи, хуманоста, види, ако само човек мисли да се богати и да биде еден од побогатите, или само да мислиш за огромни корпорации, а да заборавиш на средни и помали фирми или овие што почнуваат бизнис, тоа не ми се допаѓа. Тоа го има кај демократите, повеќе републиканците, друго имаат квалитетно и така натаму. Еве сега ќе кажам пример со Доналд Трамп, како што кажав. Значи, во право е председател. Ти можеш да му помогнеш на социјалата до одреден момент, ама не можеш цело време, оти самата држава из Америка ќе се исцрпи тоа. И тој вели, дај луѓе зборуваме за бизниси, да се отварат бизниси, ова што го повторувам, дека ние секоја година како демократи, кога ќе бидеме да менеджираме со државата, кој ќе добиеме довербата од граѓаните, гласачите, ние 2 до 3 милиарди евра ќе се инвестират исклучиво за производствени погони, фабрики, електрани, све што е потребно. Тука зборувам, нормално ќе влезеат и други важни работи. Не можеш ти да имаш земјоделие и од Росоман праските да фрлат, нема кај ти продаш. Треба да имаш фабрика. А таму дали ќе завработиш 20, 50, 30, не е битно. Така да види, ние сме
Она се зборува кај сте на центар, дали сте лево, дали сте десно, дали не бе луѓе. Дајте да направиме една нормална држава. Доста е со тоа левичари, десничари, центар и така натаму синкир. А ова како фудбал да е, фудбалером игра на десно, овај на лево, овај голдетер, овај брани. Твоја прогноза за крај на овие што се како ги викаат избори на Конгресот сега, која ќе бидат октомври, твоја прогноза во Америка? Па види, врзано со оние што ќе дојдат после 2 години, тоа се новите председателски. Да, тоа е далеко. Тоа е далеко, ова сега за Конгрес. Па види, за Конгресо не сум размислувал да те кажам кој може да победи во Америка, секој може да победе. Важно е дека и републиканците и демократите, повеќето зборувам, работат за доброто на Америка и за народот. И за доброто на Америка и за народот. Јас сум демократ и сум, се разбира, со демократи, но пак ќе кажам дека ева, ако ме праша некој кој сака да победи, сигурно ако сум демократ, сакам демократи да победат. Но тоа нема да биде добро, што ќе го кажам, од една причина што ако републиканците понудат подобра варијанта, тогаш тие ќе добијат и ќе победат. Не сакам да одам по релација, значи двете партии ги поштувам. Јас сум сега сепак председател на политичка партија во една мала држава. И американец. Со америчко државјанство. Да имам право и да гласам. Имаш право и да гласаш. И да гласам и ќе гласам нормално по моје обедување. Сега провокативно прашање морам на крајот да ти поставам. Дали тоа што си американски граѓанин, имаш американски пасош, утре кога би почувствувале американскиот State Department тука во Македонија, во амбасадата, дека Јорго станува со неговата партија сериозен играч, или факторизиран, дали тогаш американците ќе ти помогат? Логистички. Американците и сега ни помагаат. Ова е искрено. Ој, дај че се гостим до сега. Можеш да му пружиш рака. Видиш, ама за крај го чува. Сега тука ќе близна. Ваков подкаст нема гледано Знаеш те, јас по моје мислење, види, зато ги сакам сите луѓе на светот, нормално не сме и вие сте такви луѓе. И така треба да ме македонец е, јас македонец како вас, е добар по душа. И ние фактички сите ги сакаме, не сме моќни, ни воено, ни економски и така натаму, но независно од тоа, ние гените ни се добри луѓе сме. А и тука другите што живеат се добри луѓе. И албанците, јас разговарам, оставува политичари, тоа се повеќе... Па кажавме тие како ги нарече, има еден злосторнички издруженија политичари. Не, пази, партиите прераснаа во злосторнички. Не, во ред, ја правам мала шега на крај. Независно од тоа, значи и ромите, и сите што живееме нова подневја сме мирни народ, човече. Ние не сакаме, зато треба да промовираме онај соживот. Зато треба да кажеме кој е најдобар, нека биде премиер, а не тамо. Овој ќе ми биде премиер, пази, да сме сите македонци, очи ќе си изваеме. Да се сите албанци очи, да се сите евреи на свет очи ќе си изват. Монголци, кинези, не е битно. Постои тој природен нагон кај луѓето да љубомори, да се кара, да се бори за власт. Но ние што треба да промовираме како демократи? Зато се крстивме демократи. Можеме да се крстиме за спас на Македонија. Или борци за Македонија. Така, и да биде, и да одиме комити и додиме со знаме. Гледам јас вие зошто така сте се и крстили све и на мислење сум дека оваа власт сегашна треба да направи се да те искористи колку што може подобро, најпозитивна смисла, нормално на оба страни интерес. Треба да бидеш искористен. Ја на тоа ми текну уште од преска, ама го чував тоа прашање за крај. Види, јас го кажувам едното, за доброто на Македонија, ние мора да се обединуваме, мора да зборувам добрите луѓе, независно вие што биле на власт, што ги викам вака и така, за нашите национални интереси на македонскиот народ, на Македонија, да обстане ова единствена нашата тковина и сите други, вклучувајќи да од албанци до турци и грци, бидејќи јас не можам да делам. Не можам јас, ако знам дека некој ми е пријател, брат, македонец, ако не работи кој што треба, морам да го критикувам. А ако некој работи, што треба да гледам, што си ти бе? По национално сетником или не знам, или будиста си? Ма каква врска? Па ако си ти будиста, ја сакаш Македонија и ќе се бориш за не, и не произло за Македонија, па ќе бидеш таму бе, ако си најпаметен, биди ти премиер. Така е. Барак Обама, црнец,
Знаете што значи пред 50-100 години во Америка црнец? Тоа не сватливо. Значи несватливо. Сега не знам кој, не знам, па таму еве во Америка што се родени или што се дојдени, не можеш само ако си дојден да бидеш председател, мораш да си роден. Све друго, подпредседател, сенатор, гувернер и така натаму. Се. Тука кај нас се постави прашање, ние ще имаме двојно државјанство, не сме толку квалитетни граѓани, сме граѓани од втор ред, па ДПМ не пушти преку Антонио Милошевски 5 пратеници, ајде, тоа беше приказна за бугарите, повеќе со бугарските пашоши, бидејќи ние имаме страшна не репутација, како се викат, традиција, од 100 години и поќе одиме во Америка, Австралија, правиме муабет. И сега ако дојде некој паметен, обично виете успешни, паметни, од странство, кои ќе дојдат овде да живеат, тие не сакаат да се бават со политика. Поготово ако се повозрастни. Тој и некој, ако е некој 30 години, веќе знаеш може да се. Јасно е што тој се заработи. Што има да се бави? Ние сакаме да му укинеме и дека сме ние граѓани, а ги сакаат нашите пари. Аха, дојдете, инвестирајте. Па тоа му го постави прашањето на премиерот Мицковски. Ајде, реков, кажи му на твојот пријател, сега таму што ти е врската за председателот Трамп, како се викаше, го заборев, не е битно. Знам на кој мислиш. И мене во моментот инаку на Павлевски. Павлевски, да. На Рамбол газдата. Сега кажи му него, ако си има желба да помогне во Македонија, покрај да инвестира, еве и да влезе во политика, бидејќи ние не влегуваме политика, поготово ако нешто сме остварени и повозрастни да крадиме. Вие сте сиромашни, вие почнувате со 17-16 години да лепате плакати по ова и цел живот, еве ти Ѓорче, како се вика, го заборев, Владко Ѓорчев, човече 17 години пратеник. Што има добро направено за Македонија? Секојаш му најдуваат место него. Добар е Владко. Сега фантастичен е, да, фантастичен. Нема три чисти врска, али не е тоа битно. Поише селата ги знаат од Џамбазов. Да, така е. Значи, не, збором ми беше, неговото име мене ништо не ми значи. Значи, што зборуваме? Многу работи не можеме да збориме, се разбира се, дека треба закони да се донеси, да се ограничи колку пати можеш пратеник да бидеш, колку пати како председател 2 пати, што е? Тоа е одлично. Ај, са 100 години председател. Не го бива. Оти ако тој греши и има позади него мојен политички фактор. Почне да го корумпира после некој време. Па нормално и после не е само тоа. Еве пак велам да не кради тој колку знаеш колку е тешко да бидеш како треба на премиер. Прашај го Мицковски сега. Нема да не бе. Абе човече бе, не знај кај му е главата. Да, тоа се огромна огромна одговорност. Дали тој прави ова, дали прави он. Во народот се спорува, тоа не навлегувам. Значи тоа е одговорност да патуваш, да со луѓе да се стрекаваш. Па ние ќе до Битола бе, до Грција бе, до Банија. Со 10 луѓе више се изморен, исцеда. Не знаеш, зборува е дека ние, ова што го кажувам, и благодарам на што мислиш така, дека сакаме ние да работиме со сите, пак ќе речем, и мора да работиме за националните интереси на Македонија и на македонскиот народ и сите македонски граѓани да имаат подобар живот. Фала ти, Јорго, ќе одјавиш? Да, ќе одјавам, му благодарам на Јорго Огненовски, на нашиот познат актер, продуцент, сценарист и председател на политичката партија Демократи за денешното гостување. Навистина исцрпно гостување, одлична емисија Корупција на удар. Му благодарам на Сашо Тасевски како коавтор и ководител. Денеска палката беше претежно околу 70%, топката беше во негов посет. Да. Така да и тоа е добро, одлично. Инспириран бе за прашање. Да, беше инспириран, поготово за тоа што некои работи околу надворешната политика и тоа ме зачуди како ги обсервира и како навистина позитивно влијаеше врз мене Сашо денеска. Јас ве поздравувам и се гледаме веќе за некои 3-4 дена со навистина повторно многу интересен гостин. Така да гледајте Корупција на удар. Тука ќе бидат на удар тие што се корумпирани.